Добар ден. Во духот на символиката на денешниот ден, 69 години од ослободувањето, Скопје се уште ја води битката за ослободување од своите загадувачи и според многумина е на пат да ја изгуби. Аерозагадувањето станува тема број 1 овие денови, се потешко се дише во Скопје. Според страницата на Министерството за животна средина, каде што може да се видат параметрите на загадување, 250 до 280 денови, така наречените суспендирани честички се многукратно над дозволеното, а истите се поврзани со бројни респираторни, белодробни и други болести. Во такви услови, најавата дека дополнително ќе се сече парк шумата на Водно заради урбанистички потреби предизвика гнев и бес кај дел од граѓаните кои што најавија протест за спас на Водно. За овие теми разговараме и денеска во Зебра. Најпрво Дрижа би ги замолил да ни ги пуштат малку графиците да ги разгледаме околу конкретно загадување што се случува во Скопје во последните 24 часа и во изминатава недела, значи преку сајтот на Министерството за животна средина, доколку е можно, значи еве едната табела, тоа е кога се прекорачени, значи кога се надминати дозволените граници кои што се 35. Втората табела е исто така само по одредени региони во градот и на крај е сублиматот од минатата недела и од последните 24 часа. На оваа тема денеска дискутираме со Југослава Дуковска од неформалната група за спас на Водно и Александра Бојаровска од невладината организација Фронт 2142. Александра, најпрво едно најконкретно прашање, на што се должи се поголемото загадување во Скопје изминативе години? Загадувањето во Скопје генерално е предизвикано најчесто од три извори. Првиот извор е сообраќајот и транспортот во самиот град, кој што константно се зголемува, дополнително со одредени мерки на владата за увоз на стари возила кои што не вршат целосно согорување на горивата и слично, тоа се повеќе и повеќе допринесува за зголемување на загадувањето. Индустријата која што малте не е сместена во центарот на градот, пред се мислам на комплексот на железара, на Титан цементара Усие и други помали загадувачи кои што се во надлежност на општината. И уште еден извор е снабдувањето со топлинска енергија, а кај некои семејства веќе и снабдувањето со електрична енергија и горењето на дрвја и друг материјал кој што исто така предизвикува директно загадување во самиот град. Значи сите овие параметри земени заедно, особено во денови кога нема соодветен провев во градот, мислам ги креваат овие концентрации на загадување. Југослава, од Агенцијата за просторно планирање велат дека овој пат кој што е најавен и за чија изградба вие всушност протестирате е наједноставното и најефикасното решение за да се поврзе Сопиште со Водњанска, да се изгради овој 4,4 километарски пат, затоа што населбата Прибор е тесно грло, а да се гради тунел представува скапа и неисплатлива инвестиција. Зошто реакцијата е толку сега најсилна токму, ако се знае дека и претходно се правеле некакви компромиси заради економијата на сметка на екологијата? Зошто токму сега најжестоко се реагира? Па не можам да кажам зашто токму сега, веројатно се стекнале околности, се нашле луѓето кои што решиле нешто да прозборат. Можеби поради тоа што се интензивира работите околу изградба на тој цел проект Сончев град и во рамките на тоа изградба на пристапниот пат. Можеби заради тоа што луѓето видоа со своји очи исечени дрвја, големи ископи, бидејќи тој пат е голем, значи тоа не се работи за некој помошен пат, него голема сообраќајница која што како што велат Сончев град е голем проект кој што можеби преку 20.000 луѓе се планира живеат таму, таа фреквенција на возила, значи треба некако да се донесе до Скопје. Едноставно се стекна околности да луѓето го видат со своји очи да кажат ајде нешто да преземеме. Тоа е моментот. Можеби за некого изгледа предоцна, но ја мислам дека секогаш е време да се реагира. Што очекувате, дека е можно да се стопира изградбата на тој пат и кои се тие најапокалиптични еколошки последици од кои што стравувате доколку сепак се изгради?
Па ја не би се послужила со зборот апокалиптични, меѓутоа дека се сече шума и дека допрва ќе се сече за потребите на тој проект, тоа е евидентно. Едноставно треба да видат Скопјани дека еден голем дел од таа шума која што на времето била садена за да се заштити градот од загадување, се сече и едноставно одговорните да кажат дали е тоа баш навистина толку неопходно. Иако имаме информации, тоа веројатно и поголемиот дел од јавноста го знае дека тоа не е единствениот проект кој што му се подготвува и веќе е подготвен и почнува да се реализира наводно, па тоа се можеби поенти заради кои токму сега реагираме. Во исто време се почнува со изградбата на телекомуникацијската кула наводно, се најавуваат ски патеки, тоа е све поврзано со зголемена фреквенција и овозможување на проток на сообраќај и на самиот врв наводно каде што сите одиме, нели, да дишеме чист воздух. Тоа се околностите заради кои што ние сега реагираме, не е некој специфичен момент во прашање. Токму за телекомуникацијската кула сакам да ве прашам, директорот на Агенцијата за електронски комуникации Роберт Ордановски на вашата Facebook страница напиша дека не сте спремни да се соочите со поинакви факти и размислувања, дека ги бришете неговите постови и дека всушност таа телекомуникацијска кула воопшто нема штетност, затоа што и претходно таму биле изградени така наречени радиодифузни столбови и телекомуникацијски столбови. Да, добро, можеби бришење на постови можеби имало, заради тоа што сме сите веројатно емотивни малце повеќе кога е во прашање водно и тоа што гледаме дека му се случува. Јас и верувам повеќето луѓе, нели обични граѓани, не сме квалификувани да полемизираме со господинот Ордановски на тема дали е неопходно телекомуникацијски аспект таа кула да се гради. Има и мислење дека тоа е тотално, значи, еден објект кој што им припаѓа на минатите времиња, дека поинаку се решаваат сега тие проблеми со, нели, преноси телекомуникацијски потреби на едно општество. Еве, тука во тој дел верувам дека повеќето од нас што сме во таа група не можеме да парираме, меѓутоа му поставуваме прашање на господинот Ордановски, па се уште не ни одговорил. Они други содржини кои што се предвидени во кулата, тоа се 3 ресторана, колку што ми е мене познато, деловен простор. Сите тие ќе бидат обслужувани со возила, значи луѓето кои што ќе доаѓаат таму неминовно ќе мораат некако да се транспортираат догоре. Тоа во превод значи дека голем број на возила, а верувам, значи може да замислите како тоа ќе изгледа, огромен број на возила во текот на цел ден, веројатно и 7 дена во неделата ќе треба да се качуваат горе и да, нели, тоа е веќе големо оптоварување за планината, нема да и за кислородот кој што очекуваме сите да го дишеме таму. Го премолчи ли тој дел господинот? Упорно го премолчуваше, последно што ја знам, не сум проверила сега скоро на Facebook, меѓутоа неколку обиди мои лични да го прашам да ми одговори на тој дел, остана без одговор. Александра, вие соработувате со многу невладени организации со други институции во странство, например, како гледате конкретно на оваа ситуација во време и во период кога евидентно е дека загадувањето во градот е катастрофално, да се дополни, да се прошири, да се влоши со еден ваков проект, значи уште повеќе да се една зелена површина да се ускрати, да се стесни. Тоа што би го кажала е што Скопје веќе има изготвено еден локален акционен еколошки план. Во него е евидентно, дури е таму евидентирано малото количество, односно процентуалната застапеност на урбано зеленило. Дополнително е и со други параметри кои што се земени таму и мерки од други институции и надворот од Македонија. Значи Скопје има 7 пати помалку урбано зеленило од она неопходното минималното зеленило кое што треба еден ваков голем град, уствари секој град да го има. Така да во насока на дополнителното сечење, не само во парк шумата водно, туку и низ самиот град и проширување на улиците, уништување на старите дрвени или кои што по капацитет се многу поголеми од новите малички кои што би биле засадени, мислам дека е тотален погрешен чекор, барем однос на тоа за што еден град стратешки се определил. Ако ги заприметите, другите поголеми градови имаат многу
постратешки мерки превземено, особено во однос на загадувањето во вакви периоди. Например, еден Лондон има превземено мерки да во центарот не можете да пристапите со автомобил, или ако пристапите со автомобил ќе треба да го препаркирате на секој половина час. Да не зборам колку ќе треба да платите за тоа паркирање и возење во центарот. Дополнително што имаат веб страни за известување, за објавување, дури имаат и временска прогноза за загадување. Мислам, едноставно ги земаат сите можни мерки за стратешки да му пристапат на проблемот и едноставно не се тргаат дека уствари на градот му се потребни одредени инвестиции и секојаш тие инвестиции би биле на сметка на животната средина. Значи таа теорија и тоа застапување одамна напуштено. Никој веќе не верува во тоа. Како тие треба да изреагираат? Значи, постојано се префрла топката, конкретно за загадувањето и во повеќе новинарски текстови. Ако го прашаат градот Скопје ќе каже дека Министерството за животна средина, Министерството за животна средина ќе спомене, како што кажавте, институции. Како они би требало реално, според некои ваши прогнози, да постапат во оваа ситуација и да се постават, значи, за да им помогнат на граѓаните? Значи, кога има пречекорување на максималните дозволени концентрации, Центарот за управување со кризи има посебно тело во кое што сите тие кои што ги споменавте се учесници. Значи, они треба во рок од 24 сати веќе да почнат со преземање на мерките. Значи, не за известување, известувањето треба да биде веднаш. Затоа што ви годи вас ако добиете известување дека имате загадување после 5-6 часа кога веќе сте потрошиле надвор, вие со вашето семејство. Ништо не ви вреди. Проблемот на административна, како да кажам, нефлексибилност и неажурност и ефикасност, тоа е еден од горливите проблеми кај нас генерално во повеќе сегменти, а особено во овој сегмент на кој што најмалку, да кажам, се обрнувам внимание. Значи, кога има пречекорување на мерки, не е поентата само да имате објавување на интернет страници. Секоја држава, во зависност од структурата на нејзиното население, детектира кој начин е најсоодветен за пристап до јавноста, односно до нејзините граѓани. Како некои, да кажеме сега, имаме генерално постара популација, тие сите немаат, како да кажам, немаат пракса да информациите ги следат на интернет. На некој треба да им се обратите на поинаков медиум. Мислам, тоа е сето изискува една стратегија која што реално ќе согледа структурата со кого си имаме работа. Значи, не може само да правиме копи-пейст на некои мерки од други држави и да пробаме да ги имплементираме тука. Југослава, се обидовте ли пред да дојдете до идеја за организирање на овој протест да исконтактирате со институциите на друг начин? Некаде се спомнуваше дека се собирале потписи. Пробавте ли некои други мерки на притисок? Не, воопшто не ни беше ни таков мотив. Значи, ние се најдовме засегнати како љубители на природа и како планинари, како скопјани, да продискутираме токму за сечењето на шумата поврзано со изградбата на патот. Се споделија некои слики на социјалните мрежи, искоментира луѓе, меѓу кои јас и така некако се најдовме истомисленици, значи таа адхок неформално групирање на луѓе со слични ставови, тоа беше мотивот првичен да се собереме. Се уште не сме да речеме изградиле стратегија како ќе се поставиме понатаму. Нашиот марш кој што го планираме за во недела и е во насока да ги прво информираме скопјани, да им дадеме можност да се информираат сами на лице место и да ги прашаме дали знаат што се случува со водно, па и со самиот град и со нив, со тоа. Така да допрва ќе размислуваме и можеби ќе добиеме и некои насоки од самите граѓани како да постапиме понатаму. Така, ова е само прв четкор. Да. Александра, вие долго сте еколошки активист. Има ли ефект еколошкиот активизам во Македонија? Дефинитивно има одреден напред. Значи, не можам да кажам дека сме на истото равниште што би биле пред 10 години. Тоа е оптимистички. Да, но проблемот е тоа што стварно е потребно време и доследност до тоа што сакате да го постигнете. Значи, има ли примери кога сте ги натерали институциите да ги променат своите одлуки? Значи, најновите примери ни се сега во врска со хидроенергетскиот проект Луково поле, каде што Светска банка, знаејќи го ефектот од тој проект, се откажа во проектот да влезе делот на длабока река и Пројфел, да не речам, и собирање на водите од таму. Дополнително успеавме да ја смениме одлуката на владата за
пролонгирање на рокот. Сега тоа не значи дека утре сите, уствари во април 2014 сите големи загадувачи ќе ги затворат вратите, но барем да се знае ставот дека не е пролонгирање на рокот, дека во суштина не ќе треба да се потруда за што побрзо некако да го постигнат тој рок. Затоа што кога присуствувавме ние на расправите, особено со Макстил, Миталстил и Скопски легури, горливиот проблем нели со железара во градот, тогаш они ветија дека беа спремни во рок од 22 месеци од моментот на таа расправа, тоа беше во 2012, да инсталираат еднаш веќе за секогаш таа кровна хауба, која што ќе треба да намали таа флуидативна емисија, која што во суштина предизвикува PM10 честици, односно суспендирани честици. После некој време владата донесе одлука дека ќе има слух за индустријата и ќе остави можност за пролонгирање за тој рок. И до ден денес, например, постапката за, пошто тоа е тендерска постапка која што исто така одзема време и слично, не е ни започнато со железара. Југослава, вие како што самата кажете, се качувате во плани еден мотивот за оваа акција, вклучување е токму тоа. А и претходно имате искуство во медиуми, комуникации со институции. Кај нас често едно од главните поговорки е здравјето прво и сите други работи. Меѓутоа сепак се гледа дека околу екологијава го немаме тој, не можеме некако да ги поврземе тие работи, здравјето и чистата животна средина, и дури не ни мотивира и последниот извештај на Светска здравствена организација каде што беше поврзано загадувањето со 1300 смртни случаи конкретно во Скопје во текот на една година. Може ли таа свест кај граѓаните да се промени, значи луѓето конечно да сватат дека загадувањето им го загрозува животот, дека треба некако да се реагира? Па ние навистина се надеваме дека нешто ќе се промени, тоа е и мотивот главен да ги повикаме граѓаните да ни се придружат во недела на тој марш. Секој кој што бил барем еднашка за викенд на водно, посебно во зимските месеци кога Скопската котлина е прекриена со магла и кога ќе се искачиш нели кај врвот како да изнуркуваш од море на копно и вдишуваш воздух. Водно е навистина некаков остров на чист воздух и на една оаза на природа. Кога ќе го погледнеш водно од подалеку од некоја повисока планина, во тие зимски месеци навистина гледаш море на белина, тоа е или сиво, обично е сиво, нели, маглата, и над него така мало островче кое што едноставно е радост за оние кои што ќе се качат горе да го вдишат воздухот. Луѓето нека тргнат од тоа како се чувствуваат кога ќе се качат на врв на водно и колку е убаво да видиш дечиња насмејани, растрчани, за разлика од она што се случува доле во зимските месеци. Се надевам дека барем дел од популацијата ќе се замисли и ќе свати дека водно е наш заштитник, не требаме да го уништуваме. Александра, колку сме далеко од еколошките стандарди на Европската унија, кои што порано или подоцна ќе мора да ги исполниме, не само заради ЕУ, туку и заради самите себе, зашто се тие некакви цивилизацијски стандарди. Мерено според вашиот аршин, колку ние сме далеко во еколошката сфера? Па, во однос на транспонирање на законодавство сме топ, а во однос на имплементација сме така 30%. Не, горлив е проблемот кај нас имплементација на било кој закон. Генерално немаме некој стратешки пристап кон имплементирање на некои закони. Например, се носат закони, се прават казни, мислам веќе има, не знам, провизии за казни и остало, а нема, например, тело кое што би ги спровело тие, некако немаме некој координиран пристап на целиот проблем за животна средина. Дополнително тоа што инвестициите кај нас во однос на другите држави за животна средина се, како да ви кажам, далеку од тоа што треба да бидат. Значи треба да се зголемат инвестициите, дури во секој извештај е многу јасно наведено дека инвестициите треба да се зголемат до 30-40%. Во моментов кај нас се изнесуваат 1% и секоја година се намалува. Значи од 2005 наваму секоја година инвестициите во проекти, во било какви менеджмент планови за животна средина, дури и за конзервација на животна средина, само се намалуваат константно, што е спротивно на тоа што ни го препорачуваат. И верувате ли на веродостојноста на оние мерни податоци што ги спомнавме со Александар околу загаденоста? Дали се тие навистина веродостојни?
Па, знаејќи го фактот дека одредени мерни станици и покрај тоа што е напишано дека имаат сервисирање месечно, годишно, редовно одржување и слично, а не работат, не знам колку би биле веродостојни тие податоци. Знам дека позицијата е согласно одредени стандарди дели кој што треба да ги има за поставување на таква мониторинг станица. Проблемот е што треба да се постават повеќе мониторинг станици, особено на места кои што ќе покажуваат моментално загадување во градот, затоа што не е релевантно само поставувањето во одредени парк шуми каде што има провев цел ден. Значи тука вие го имате, да, тој некој параметар, да кажеме, за некоја средна вредност, но вистинското загадување кое што еден граѓанин го има е токму тоа која преминува на рекорд. Значи, со самото поставување всушност може да се манипулираат тие и да се дава погрешна слика за загаденоста. Југослава, Александра, ви благодариме што бевте дел од Зебра. Ние продолжуваме со оваа тема и утре. Довидување.